Почитувани гледачи, добро утро. Утринска емисија на Слободен печат. Денес тема обезност кај возрастни и кај деца. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, дебелината кај возрастните лица во Македонија е зголемена за 13,6%, а кај децата и адолесцентите за 7,4%. Околу дебелината кај децата и возрастните, околу тоа кои се најголемите причинители за обезноста кај едните и кај другите, утрово наши и ваши гости, доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар од приватната болница Аџибадем Систина, и Надица Божиновска-Димова, специјалист по ендокринологија. Добро утро во името на Слободен печат. Добро утро, добро најдовме. Благодариме на поканата. Најавив дел од темите на кои што ќе зборуваме утрово. Дебелината, односно обезност, како што медицински ја детерминирате, кај деца и кај возрастни. Најпрво би почнале со децата. Според последните податоци од 2022 година од Институтот за јавно здравје ги кажав бројките, нашите деца се доста гојазни во однос на европските. Која е причината за такво нешто и дали момчињата или девојчињата претендираат како пол? Добар ден, ви благодариме за поканата. Дебелината навистина е епидемија на 21 век, како и во светот, така и во Македонија, за жал. Ние дефинираме како телесна тежина над 95% за возраста и полот, зависно дали е машко или женско дете. Во Македонија официјални трендови колку проценти се дебели деца нема, но од искуство можам да кажам дека навистина трендот на се погојазни и подебели деца продолжува од година. Причините за дебелината обезноста се мултифакторијални. Првенствено се истакнува начинот на исхрана и начинот стилот на живење, културата на живење. Ние како педијатри целиме да продуцираме здрави популации, значи да ги научиме децата и семејствата како правилно да се хранат во сите фази на развој на детето, од новороденче, доенче, предшколско, школско дете. Сите имаат посебни нутритивни потреби, калориски потреби и се менува стилот и начинот на исхрана. Нели прво почнуваме од доење, млеко, па пред кон кашички до комплетно воспоставување на исхрана како за адултите. Како педијатар, каде ги детерминирате причините? Дали се тоа родителите, всушност дали македонските деца и нивните родители знаат да јадат? Она вистинско зборувам, дали знаат што е здрава храна? Поделени се ставовите, постојат родители и пациенти кои што навистина знаат како да се хранат и држат до здравиот начин на исхрана и здравиот начин на живот, но повеќето од нив, за жал, мислам дека не знаат основните постулати на исхрана, односно дека како растеме, така храната се базира на зеленчук првенствено, овоше, јајца и месо, и житарки, нели во продукти и од житарки и во мали количини млеко и млечни производи. Се повеќе заради модерниот начин на живење сакаат да се исхрануваат со брза храна, фастфуд, со продукти кои што се спакувани во целофан, се претходно предготвени, што за нажал содржат многу калории, но и штетни супстанции кои влијаат на развој на дебелината. Прашање до доктор Димова. Дали тука дали дебелите гојазни деца стануваат понатаму дебели возрастни? Што вели вашето искуство? За жал да, тоа се случува во повеќе од 50% од случаите. Затоа е многу важна таа алка педијатар, специјалист по ендокринологија, понатаму да се развива како што треба, затоа што кај дебелите деца, како што кажа доктор Ничевска, се создаваат навики кои што потоа продолжуваат во текот на целиот живот. И за жал овие дебели деца преминуваат во дебели возрастни, односно потоа фронтот се префрла на полето на ендокринологија за возрастни. Меѓутоа тоа е фронт кој што е многу тешко да се извојува победа. Затоа што порано воведување на здрави навики, одржување на здрава тежина, воведување на редовна физичка активност се веројатно главните алатки против борбата на оваа епидемија, како што ја нарече доктор Никчевска.
Дали, доктор Никчевска, родителите се тие кои што даваат знак, едноставно ви го носат детето и ви велат дајде да превземеме нешто, вие сте педијатар, детево мое има вишок килограми, или обратно е алката, педијаторот е тој кој што укажува дека детето има вишок на килограми. И не одговоривме, мислам, на прашањето претходно, дали се девојчињата или момчињата подебели во... Подебели се момчињата, но Светската здравствена организација вели дека во следните 10 години ќе се зголеми бројот на девојчињата, дури 75% од популацијата девојчиња ќе биде во ризик за развивање на обезитет, а 61% од момчињата се во категорија на обезни дечиња. Кај нас, бидејќи сме педијатри, секогаш доаѓаат со родителите или со некој законски старател. Постојат примери кога ќе дојдат за некаков друг преглед, независно во дебелина, па ние им укажуваме дека навистина имаат проблем со телесната тежина, начинот на исхрана, затоа што секое дете нели го мериме и го ставаме на кривите за раст, за тежина и висина и гледаме ориентационен дали е обезно или не е обезно или неухрането. Имам и спротивни примери кога се неухранати децата. Кога ние приметуваме, сугерираме како да се постапи, а родителите доаѓаат во Центарот за дебелина во Сестина, се обраќаат за помош, која што е мултидисциплинарна. Во тој преглед ние го проценуваме детето, неговите ризик фактори, правиме лабораторија и потоа мултидисциплинарно го следиме, затоа што обезноста како обезност не е само тежина. Тука имаме ризик за развој на дијабетес, за ризик за развој на срцеви оптеретувања, проблеми со локомоторниот систем, ортопед ни треба, лабораторија, хиперлипидеми и хормонални пореметувања. Потоа му сугерираме нели исхрана со нутриционист, и за жал, не за жал, него тоа е тоа што треба да го сватат, дека таа промена треба да биде секој ден, за секогаш и до крајот на животот. Да се одвикне човек или дете од одреден тип на исхрана, велат студиите дека е потешко отколку да се одвикне од дрога. Така да зависноста од храна и начинот, стилот на живот е многу тешко да се промени, но мора да се работи секојдневно, мултидисциплинарно, за да на крајот имаме добар исход. Доктор Никчева, ја го спомнавте Центарот за дебелина, еве доктор Димова и вие сте дел од тој центар. Што значи, без разлика дали станува збор за дебело дете или адолесцент или возрастен, кога доаѓа во вашиот центар, што се му нудите? Бидејќи вие сте ендокринолог по професија, дали го споменавме нели дијабетесот како ризик фактор, колку од пациентите кои што ви доаѓаат се веќе дијабетичари, колку Центарот за дебелина помага во лекување, меѓутоа и во промена на стилот на живот? Прво, пред да ви одговорам на прашањето, само сакам да кажам дека Ваџи Бадем Систина на наша уредно задоволство е отворен првиот центар за третман на дебелина кај деца. Или тоа на што го води доктор Никчевска. Сметам дека тоа е нешто што веројатно не е доволно присутно во медиумите и повеќето луѓе не знаат, па тука би сакале да го потенцираме и тој детал. Инаку, како што веќе кажавме, тоа е мултидисциплинарен пристап кој што пред се подразбира една темелна лабораториска анализа на сите метаболни параметри, вклучувајќи одредени хормонски параметри. Знам дека тука се добро познати тироидните хормони и кортизолот, меѓутоа се прави многу подетална анализа. Дополнително во овој мултидисциплинарен пристап е секогаш вклучен психолог, затоа што се поголем број на студии сугерира дека дебелината во принцип е 90% психолошки проблем. Не затоа што се работи за некоја дијагноза, туку затоа што се работи за навики кои што многу лесно ги воведуваме и некогаш јадеме како резултат на некоја емоција, без разлика дали е тоа тага, дали е разочарување, дали е едноставно досада. Така да психологот е клучен дел од целиот тој наш тим. Секако имаме вклучен нутриционист кој што прави индивидуална проценка не само на body imaging на скелетот, на телото, или застапеност, масти, мускули, меѓутоа заедно дискутираме во однос на тоа што ни кажале резултатите и потоа ја правиме цела таа слика. Ова е основниот пакет, значи над ова веќе постои мултидисциплинарно надградување на пакетите во зависност од тоа во кој степен на дебелина спаѓа возрастниот човек или детето и кои коморбидитети се присутни, значи во фамилијарната генетика. Правиме
селекција на пациентите им советуваме она што би било најдобро за нив. Секако дека тука е вклучен кардиолог, тука е вклучен гастроентерохепатолог, тука е вклучен темелна проценка и на тироидната железа со ехо, вклучен е пулмолог и дополнително за оние да речам морбидни дебелини имаме вклучено и целата хирургија, со абдоминална хирургија, пластична хирургија, ортопедија. Така. Како што веќе кажавте, за жал има одреден процент на пациенти кои што доаѓаат, кои што можеби не се во фаза на диабетес, меѓутоа се во она измеѓу фаза, што ја викаме предиабетес. Тоа е впрочем и клучниот момент кога треба да се превземат многу битни чекори, кај некој тоа е фармаколошка терапија, кај некој подразбира променен начин на живот, воведување на физичка активност и секако поздрав начин на исхрана, тука нели настапува нутриционистот на сцена. Ајде, кога ги спомнавме нутриционистите, следното прашање ми е колку од нивните програми, не знам дали да ги наречам ординации, никнуваат буквално на секој чекор барем во главниот град од она што го имам како увид, даваат начини на исхрана, следат крвни слики врз основа на детерминирани болести, ја прават таа листа на исхрана. Колку е тоа индивидуално добро и позитивно или негативно зборувам, и дали нутриционистот го решава проблемот за дебелина? Еве може било која од вас докторките да ми одговори на тоа прашање. Дали трајно го решава проблемот или е помодарство и во моментот го решава, се слабе, па потоа има јојо ефект, па се враќаат килограмите? Јас тели можам да зборам за возрастната популација, а нутриционистите... Да, ќе се надоврзе докторката потоа за децата. Нутриционистите се само еден дел од сложувалката, секако дека кај нив има варијација во квалитет како кај сите нас, тоа е сосема нормално, меѓутоа изработката на начин на храна е само еден дел во таа огромна комплексна сложувалка на обезноста. Тука спаѓаат многу ризик фактори, многу медицински состојби и секако тука спаѓа пред се самата индивидуа. Многу е битно со тие пациенти да се разговара, да се објасни кој би бил бенефитот од сите тие промени и пред се она што ние го повторуваме, тоа е редовната физичка активност. Пошто нели она во здраво тело, здрав дух? Не е туку така кажано. Да, има зошто. Доктор Никчевска, кај децата каква е состојбата и ајде прво на ова прашање, па потоа следното прашање, кое што би било сигурно многу поинтересно за гледачите околу тоа колку родителите влијаат во исхраната на децата. Во однос на нутриционистите, нормално тие што квалитетно работат, само придонесуваа за добробит на пациентите, но потребно е следење на тие совети за секогаш. Очекувањето дека дебелината ќе се намали, веќе се намали во одреден период, Да, меѓутоа не се вменуваат навиките, така. Да, ако не се сменат темелно навиките на исхрана, ако не се воведе физичка активност за да тој кичмел столб на дечињата порасне, да биде права кичма, да се фокусираат подобро, и домашните не го следат тој пример, затоа што нема да постигнеме голем ефект. Бидејќи децата нешто што прават е имитираат, повеќето следат според пример од тоа што го гледаат. Како јадат возрастните, генерално семејствата, вообичаено така и се хранат и дечињата. Го наметнав и следното прашање до вас околу тоа колку родителите се виновни во наводници за гојазноста на нивните деца. Одговоривте во еден сегмент нели дека децата ги следат навиките на возрастните. Меѓутоа, веројатно и вие, како и сите гледачи, сведоци сме на една масовна појава кога родителите механички ги хранат своите деца, еве во јавност, по ресторани, кафетерии, детето седи на мобилен телефон, родителот махинално му дава храна и едноставно детето е најадено. Не велам дека тоа дете е гојазно, меѓутоа за самиот феномен и за родителот каква е тука улогата во растот и развојот на детето? Апсолутно е круцијална улогата на родителите и на поширокото семејство, тука мислам бабите, дедовците, затоа што во тој период до 3 години кога се зависни од децата од нив, треба да им понудат храна што е нутритивно здрава. Во тој период се вели дека детето нема мислење за храна, односно може да преферира одредени вкусови и текстури на храна, но ние како свесни индивидуи треба да му понудиме квалитетна нутритивна храна. Односно, ако тоа дете преферира само да јаде круасани, не знам, пржена храна, не треба само со тоа да го храниме, треба да бидеме свесни
каков тип на нутритивни елементи даваме, значи да сготвиме, што велиме од пазар. Храна што се гледа со очи, што може да се фати, за да се пипне што е навистина храна, за да како е зеленчук, да е зеленчук, како е зеленчук, да не е некој процес, мислам да не е некоја процесирана храна. Исто така и понатаму влијаат круцијално. Кога кај еден пациент има еден феномен, така и кај дечињата или кај возрастните, кога сака некој да се подобри, мора да има волја. Ако нема волја од целото семејство, нема да има подобрување, барем не трајно. Треба да се сменат навиките и тие навики не се баук, тоа се нешто што нашите предци порано го правеле како нормална живеешка секојдневна. Значи готвена храна, домашна, приготвена, се знае дека медитеранската исхрана е најздрава од сите диети, како свеж зеленчук, овошје, готвени производи, мала количина на тестени, да не ни се базира храната на многу тестени. За жал имаме остатоци од некаква традиционална култура, каде што многу од исхраната се базира на лебови и продукти од тесто, ама во сите облици. Во ред е да се јадат житарки, но само одреден дел. Не можеме секој ден, секојдневно и сите оброци да ги базираме на тоа. Доктор Димова, имаме ли успешен случај некој во Центарот на дебелина кој што завршил позитивно и кога сме тука, кој е најмалиот пациент кај кој што имате детектирано вишок на килограми? Имаме повеќе успешни случаи во Центарот за дебелина, некои од нив се на овие добро познати модерни лекови за слабење, меѓутоа некои од нив се со нефармаколошки мерки во смисла на некои суплементи на природна база со редовна физичка активност и индивидуализирано меню за исхрана. Тука морам да напомнам дека нашиот премиум центар им нуди соработка на истите пациенти, затоа што во принцип со Коки, кој што е главниот тренер, без разлика да не вежбаат во самиот центар, им дава совети и кај голем дел од пациентите се успешни. Така да мислам дека некако успеаме да го затвориме оној круг на сите работи кои што ни се потребни за да постигнеме успех. Успешно има навистина повеќе случаи, морам да кажам повеќе кај жените, тие не се и почести пациенти, иако има и мажи, меѓутоа жените се оние кои што доминираат. Во однос на најмалиот пациент, јас можам да зборам нелека малце поголем, меѓутоа да кажам тинеџер со најголема тежина конкретно кој што ми дошол бил 16 години. Со колкава тежина? 180. Гледаме во пракса и дечиња од некои десетина години со 70 на килограми. Која е вистинската тежина која што треба идеално да ја имаат во тој период, кажете? Околу половина од тоа, 30-35 значи, двојно килограми. поголема тежина. За жал гледаме и другиот спектар на пореметувања во исхраната. Ги гледаме и момчиња, девојчиња кои што го имаат и спектарот на неохранатост и на анорексија. Така да мислам дека треба општествено да бидеме поодговорни, да научиме колку е битно основно да дадеме добра храна и да се исхрануваме правилно, да не одиме во спектарот на дебелина или во спектарот на анорексија. Така. Доктор Димова, и за крај на интервјуто, пред да дадеме некаква препорака до родителите и секако до возрастните, ги спомнавте лековите. Оземпикот веќе мислам еден од тие кои што се користи. Дали би доаѓаат пациенти со барање да им го препишете на некој начин за гојазност или доаѓаат веќе условно кажано да кажам навлечени на се боцкаат веќе го наоѓаат на ваков или на таков начин и какво е одвикнувањето тука? Веројатно има многу поголем број негде што може да замислите на пациенти кои што доаѓаат со специјална нарачка. Меѓутоа никогаш не се случило да припишам лек доколку тој не е според индикациите за кои што нели се препишува и доколку не се направи темелна анализа. Лековите се така наменети да процесот на слабење кај оние кои што се правилни кандидати за тие лекови, тоа морам да го нагласам, тоа е клучно, оди спор. Значи не замислата на некои пациенти дека ќе го користат месец дена и ќе изгубат 20 кг. Тоа би било како прво нездраво слабење, тоа е огромен шок за телото. Така да лекот има свои финеси, свои карактеристики, меѓутоа терапијата не може да се заврши за 6 месеци. Значи повторно индивидуално зависи од колкав вишок на килажа зборуваме, зависи од тоа кои се идеите, замислите на пациентот и какви се параметрите на метаболизмот. Тоа се повеќе работи кои што дефинитивно мора да се земат во предвид пред да се започне лекот
Инаку тоа се лекови во класа на GLP-1 рецептор агонисти. Тоа се смета дека таа носека би била едината за третман и на дебелина и на диабетес, така да од тој аспект сме на прав пат, меѓутоа оние пациенти кои што навистина има индикација и не постојат контраиндикации. Оно што јас како за крај би сакала да кажам е дека да, дебелината може да представува здравствен проблем, представува и социјален проблем, особено во период на развој и пубертет, меѓутоа постои решение и за тоа. И наместо да претежно девојките, меѓутоа и момчињата, младите маџи девојки се затвараат дома и едноставно се јадат себе си, нека излезат надвор, нека побараат помош, навистина постои. Ние сме секогаш спремни како система да ја пружиме, меѓутоа главниот момент мислам дека е психолошкото прифаќање на таа состојба, за потоа да ги превземеме сите чекори со кои што ви гарантирам дека ќе постои успех. Така. Ваша препорака до родителите, меѓутоа и до адолесцентите и децата, бидејќи тие се ваши пациенти? Моја препорека е да проба да се исхрануваат здраво, да имаат физичка активност соодветна за возраста, кога имаат проблем да се обратат на професионалист, на педијатар или кај нас во Систина, да пробаме да го менаџираме тој процес за да здравието не служи до 90 на години. Так. Не го гледаме само периодот до 17 или 18 години кога се деца, туку и понатаму да продолжиме да бидеме здрави. Ова беа доктор Димовска и доктор Никчевска од Даџивадем Систина. Вие останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете на веб изданието. Ви благодарам за вниманието.